Државата му одзеде на прилепчанецот Игор Тодоровски околу 3,5 декари земјиште кое што од 1934 година се води како приватен посет. Неговиот татко ја купил парцелата од Јанакиевска Андонова Весела во 1988 година. Тие имале одреден така наречен надворешен договор, но собствеништвото официјално од Јанакиевска никогаш не се префрлило на Тодоровски и во катастар парцелата се до 2017 година се води на Јанакиевска. Кога тоа се бриши и нивата станува државен имот. Се водат судски спорови пред Основниот суд во Прилеп и апелација во Битола, каде Тодоровски го губи имотот, кој сега станува државен и плюс треба да плати 41.000 денари за судски трошоци. Тодоровски вели дека државата тврди дека тука поминувал пат, што според него не е вистина. И во нивата упорно црта дека постоел пат, ама цела нива му е пишана пат. Овде ќе имало некојаш пат? Никогаш немал, ова е приватна нива и приватен двор. Тоа е двор, не е пат. Во сите скици, во сите списи, никош не постоел пат. Значи од 34 година до 2017 се води приватен имот. За ова се чуди синот на Јанакиевска Андонова Весела, Маријан Јанакиевски, предходниот собственик на нивата, кој што му ја продал нивата на Тодоровски и кој се уште официјално треба да биде собственик на парцелата запишан во катастар. Се прашува како може државата вака да одзема имот. Пременувано во пат. Не може да биде пат. Еви да е пременувано, никој не ме баваш у мене. Ја како го продадов. Ако било така пременувано и тие што бара на пат ќе го купа, да се заграда на улица и пат да го пише. Од катастар до 2017 излегува на Јанакиевска Весела, на мајка ми. Значи таа е собственик. Како може да пишува на нив? Или ако ми го одземе држава, ми го одзема, така е. Треба да му бабеш и да ме надокнади. Од државниот правобранител во Прилеп на нашите прашања поставени по мејл добивме само краток одговор дека за случајот имало донесени судски пресуди и дека собствениците се избришани по сила на закон. И толку, буквално без никакво друго објаснување. Тодоровски сега бара помош од сите надлежни институции да се преиспита случајот одново и да му се врати имотот, кој според него државата бесправно му го одзела.